Производството е подсистем од Artais кој се состои од група на функции кои помагаат во процесот на планирање и дефинирање на работата на една производствена фирма, како и возможување брза и точна евиденција на погонското книговодство. Функционалности кои што ги нуди овој подсистем се работен налог, дневен план, следење на производство и извештај. Функцијата работен налог овозможува генерирање работен налог врз основа на налог од комерција, со што се воспоставува директна релација со подмодулот продажба од подсистемот CRM. За секој работен налог се генерираат и соодветни подналози во зависност од операциите кои се дефинирани за артиклот за кој се изработува работниот налог. Генерирање на работен налог врз основа на план за производство, генерирање на работен налог врз основа на пријавен проблем од техничка служба, директно одговорна за грижата за корисници, со што се воспоставува директна релација со подмодулот техничка поддршка од подсистемот CRM. Функцијата дневен план возможува генерирање на дневен план за работа и дефинирање на работните налози кои што спаѓаат во тој план. Функцијата следење на производство овозможува евиденција на почеток, крај и прекини во работењето по работните налози, евиденција на завршени количини од работниот налог, евиденција на потрошени суровини по работен налог, евиденција на лица кои учествувале во извршувањето на работниот налог, евиденција на коментари и останати забелешки за работниот налог. Делот од извештај овозможува преглед на разни извештаи поврзани со производството, како што се печатање на работниот налог, преглед на застоите во производството, преглед на статусите на работните налози, извештај за оптовареност во производството и други. Никола е одговорно лице во сектор за техничка подготовка на производството. Негова задача е да генерира работни налози за се што треба се произведе. Кога пристигнува на работа, тој прво проверува дали постојат барања за работа од страна на останатите сектори во неговата фирма. Тој проверува дали постојат барање од комерција во вид на комерцијални налози за кои треба да се отвори работен налог, тикети со информација од службата за грижа за корисници, да го провери месечниот план за производство и евентуално да генерира налог за работа согласно истиот. При отварањето на работниот налог го внесува комитентот за кој се произведува артикалот и за секој подналог внесува количина и одбира во кој профитен центар ќе се изведува производството. За да имаат повеќе податоци во погон, Никола во работниот налог ја додава нарачката како врска документ и ги прикачува сите неопходни документи кои постојат за самиот работен налог, како цртежи, слики, сертификати, специфични барања и слично, кои даваат дополнителни информации за самиот начин на изработка. Потоа го печати работниот налог за да биде спремен да го предаде во производство. Тој ден се случува да има повеќе работни налози од тоа што може реално да се произведе, па затоа мора да се направи дневен план за работа. Марија е раководител на производството. Нејзина задача е подготвените работни налози од техничка подготовка да ги преточи во дневен план за производство, односно да ги одбере работните налози кои треба да се завршат тој ден, да ги отпечати и да ги предаде во погон. Од отварањето на работниот налог па се до неговото завршување, одговорниот работник во погон секојдневно или по потреба може да го менува статусот на работниот налог, а со тој да регистрира завршена количина од готовиот производ, со што автоматски се прави издатница за готов производ. Со секоја промена на статус може да додава коментар зошто е сменет статусот и да додава лица кои работат на изработката на готовиот производ. После одреден период, шефот на производство сака да провери до каде е работата на конкретен работен налог. Со отварање на работниот налог ги гледа сите статуси низ кои поминал работниот налог, издатниците кои се направени, гледа кои и колку суровини се потрошени, кои се лицата кои работеле и без да оди во погон, од коментарите може да дознае се што се случувало во текот на производството.